Сега ќе отвориме во Откровение, да продолжиме кај вториот печат. Мислев да ги опфатам вечер и вториот, и третиот, и четвртиот, но ќе видиме. Ако не, ќе продолжиме следната сабота, предплатна. Важно, целата оваа тема за печатите и за трубите планирам да заврши до нова година. Откровение, 6 глава, таму сме. Последен пат зборувавме само за првиот печат, така. Мораме да дадеме малку вовед, подсетување. Значи, кога се отвори првиот печат, на првиот стих од 6 глава, Јован вели: и видов како кога јагнето скрши еден од 7 печати, и чув едно од 4 животни кое проговори како со гласна грмотевица: дојди и види. И видов, ете бел конј, и на него јавач со лак, и му беше даден венец, и тој излезе како победник за да победи. Тоа беше првиот печат. Што представуваше овој јавач, овој конјаник? Колку за подсетување, овој конјаник ја представува апостолската црква. Апостолската црква од првиот век е символично представена како бел конј. Што означува белата боја на конјот? Белата боја воопшто што означува во Библијата? Чистота. Ако читаме таму Откровение 19 глава, таму се кажува дека таа бела облека што им е дадена на светиите представува праведноста. Тоа е Христовата праведност, иако таму е наречена нивна праведност. Во 7 глава, исто така, наредната глава, кај што се зборува за запечатените 144.000, се вели, тоа се оние кои што ја избелија својата облека во крвта на јагнето. Значи, белата боја, боја на невиност, на чистота, па може да се рече и на совршенство. Христовата невеста, како и традиционално секоја невеста, ќе биде облечена во бело. Но иако многу денешни невести и да се облечени во бело, не значи дека се невини и чисти, но Христовата невеста, како е опишана во Библијата? Без мана, без дамка, без ништо што ја расипува, дори и во најмали детали, незината убавина. И дори Соломон вели страшно како војска со знамиња. Разни описи има за Христовата црква на разни места во Библијата и во Стариот и во Новиот Завет. Например, апостол Павле вели: ве верив, така би било на македонски, како чиста девица, мислам така беше 2 Коринтијаните 6 глава, со Христа. И Јеремија зборува нешто на таа тема. На многу места има во Библијата кај што Христовата црква се представува како чиста, бела, совршена, без мана невеста. Зошто овој јавач има лак во својата рака? Лакот значи символ на војување, нели? Само се вели тука дека тој излезе за да победи, излезе како победник за да победи.
И му беше даден венец. Венецот е символот на победата. Круна. Лако значи војува. Апостолската црква му објавила војна на паганскиот свет, на кнезот на овој свет. Меѓутоа, бидејќи нашата борба не е со крв и тело, значи овој лак е символичен, не е вистинско оружје. Туку, како што велеа самите евреи од Македонија, евреите, што се бунеа против апостол Павле, и солунските, и оние во Верија, се бунеа против апостол Павле. И велеа, овие го испревртува цел свет со својата наука. Толку е силно Христовото Евангелие, што има моќ да го испреврти светот. Да го победи светот, како што Христос рече, јас го победив светот. Апостолската црква навистина е триумфална црква. Таква ќе биде и последната Христова црква. Односно, остатокот 144.000, кој што, уште еднаш да кажем, тој остаток не е исто што и некоја деноминација во последното време. Ниту црквата на Адвентистите на седмиот ден, ниту било која друга деноминација. Остатокот Божи се 144.000 поединци, а не некоја деноминација. Деноминациите не примаат Божи печат, деноминациите не држат Божи заповеди и немаат дух на пророштво. Тоа може да ги имат поединците. И сега, вториот печат, третиот стих. Ако го извади вториот печат од книгата, значи, имате представа од каде беа печатите. Така? Значи, од самата ролна, која што беше запечатена со 7 печати, лавот од јудиното племе или јагнето ги сега ја отпечатува книгата. Прво едниот, сега вториот печат. Го чув како проговори второто животно. Колку животни имат во визијата, уште од 4 глава? Има 4 животни. Значи, за првите 4 печати, како да одговараат 4 живи суштества, што Јован ги видел пред престолот Господов. Значи, кога го извади вториот печат, го чув како проговори второто животно, дојди и гледај. 4 стих. И излезе друг конј, црвен. И најавачот му беше дадено да го одземе мирот од земјата, та еден со друг да се убиваат. И му беше даден голем меч. Што ли представува овој јавач на Апокалипсата? Луѓето имат многу погрешно сваќање што се овие 4 јавачи. Низ разни филмови, разни серии, романи, книги. Четворицата јавачи се представуваат како истовремено некои, дали демонски, дали ангелски суштества, сеедно, кои што истовремено доаѓаат да ја вршат својата мисија. Но тоа не е така. Книгата постепено се отпечатува, печат по печат. И ја опишува историјата на Христовата црква, како и 7 цркви, од почеток до крај. Зошто вториот конј има црвена боја? На што е символ црвената? На крвта, точно. И самиот текст кажува, и најавачот му беше дадено да го одземе мирот од земјата. После апостолската црква настапува еден период кој што во историјата различно се нарекува, но најчесто како период на маченичката црква. Значи, од почетокот на вториот, или веќе крајот на првиот, значи, уште Нерон и Домицијан ги почнуваат првите првенства, но тие беа чисто излив на бес. Но од вториот век натаму
римската држава почнува систематски да ги прогонува христијаните, значи со закони, значи не е затоа што на некој цар му текнало така, туку систематски се донесуваат закони против христијаните, против христијанството воопшто. Без оглед дали некој им се лути, им се гневи или не, закон си е закон. Од вториот, па до 4. век, значи до Константин, тие 200 години од прилика Христовата црква без апостолите, значи после времето на апостолите, после Јован, последниот жив апостол, времето на така наречените рано христијански оци, од кои првите од 2. век се наречени апостолски оци, бидејќи биле ученици или на Јован, или на Павле, или на Петар, некои од апостолите, непосредни или непосредни ученици. И истовремено време на мачеништво. Време кога христијанската крв се леела насекаде низ империјата, време кога да се биде христијанин значило веднаш да се оди во смрт. Или христијаните можеле да живеат онолку долго, колку што додека не бидат откриени. Маченичката црква се собирала на богослуженија по гробишта, најчесто, и од таму постепено почнува да се развива она врска меѓу црквата и гробиштата, и одење на гробишта. Но на почеток, зашто на гробишта? Значи, црквата немала храмови, немала објекти за богослужение. Било едноставно нелегална, прогонета и омразена секта. И од страна на евреите, и од страна на паганите. И едните и другите ја мразеле. И ја прогонувале Христовата црква. Се собирале на гробишта затоа што самата црква имала еден куп маченици. И таму каде што биле погребувани некои маченици, некои што ја губеле својата глава или својот живот заради верата, тоа станувало место на богослужение за другите, се уште живи христијани. И не само гробишта, туку длабоко под земја, во оние ископани тунели, катакомби. За да не ме слушате мене толку, ако сакате да подетално да ја разберете историјата на црквата, која што е символизирана со вториот јавач, со црвениот конј, или како македонска серија, црвениот конј, што пише. Читајте втората глава од големата борба, ви ја препорачувам. Втората глава, која што е посветена исклучиво на маченичката црква, маченичкиот период на црквата од крајот на првиот, почетокот на вториот, до 4. век, до времето на царот Константин. И му беше дадено да го одземе мирот од земјата, како што и самиот Христос вели, не додов на земјата да донесам мир, туку меч. Зошто? Зато што Евангелието, Христовата наука, вестината предизвикува што? Непријателство кај кого? Кај оние што не ја сакаат. Кај оние кои што повеќе им е омилена темнината отколку вистината. Како што вели самиот Христос, затоа што нивните дела се зли и ја мразат светлината. Овој период кога, значи, црквата е прогонувана, црквата се собира по катакомби или на зафрлени гробишта и редовно ноќе. Значи, на почеток апостолската црква кога се собирала на својата причест, на своето христијанско богослужение? Навечер. И најдобар термин бил сабота навечер. Значи, бидејќи сабота сабајле биле во некоја еврејска синагога, во близина или во храмот во Ерусалим,
Или ако немало синагога како во Филипи, на некое место покрај реката, каде што се собирале евреи или богобојазни прозелити да го слават Творецот, единствениот вистински Бог. Значи, апостолите и првите христијани се собирале во еврејските синагоги во сабота наутро на богослужение, на почеток во Иерусалим секој ден, секоја вечер поточно. Но во сабота навечер се собирале, значи, како и секоја вечер на почеток во Иерусалим, на своето христијанско богослужение, за христијанската прическа, што не е присуствувал било кој, секој, току само крстените верници. И затоа од таму потекнува изразот вечера, Господова вечера, света вечера и така натаму. Од вториот век па натаму до четвртиот, значи во времето на маченичката црква, богослужението е само малку поместено понапред, значи наместо сабота вечер, е поместено рано наутро недела, ама темница пак, се уште е ноќно времето на богослужението. Од две причини. Прво, затоа што ноќта, особено после полноќ, раните утренски часови, кога се уште е темно, тоа е најзгоден термин, затоа што паганите тогаш спијат. Или, ако не спијат, се уште се пиени, се уште не заспале од своите пијанства, да, оргии и така натаму. И денес е така, нели? Денес живееме во едно ново паганско време, така наречено секуларно општество. Секуларно. Значи, ново паганско. И втората причина, затоа што Господ тогаш воскреснал. Не во недела Сабајле, туку во недела Ноќе. Толку рано, пред било каков зрак, пред било каква зора, мугри, едноставно Ноќе, најстудениот и најтемниот, вели Елена Вај, час, пред зори. Светлината од Христовото воскресение била првата светлина во тој ден. Пред било каква природна светлина да изгрее. И така било се до четвртиот век, кога се случуваат големи промени во христијанството, промени што, како што читав на интернет изминативе години, сите, и православната црква, и католичката, сите признаваат дека се случиле големи промени од четвртиот век па натаму. Но, да не брзаме таму, уште една мисла имам во врска со вториот печат, со вториот конј. Му беше дадено да го одземе мирот од земјата, да еден со друг да се убиваат, и му беше даден голем меч. Што значи ова еден со друг да се убиваат? Кој се тие еден со друг се убиваат? Дали христијаните се убивале меѓу себе? Во овој период? Не. Не. Дали христијаните убивале незнабожци во овој период? Кој кого убивал? Незнабожците ги убивале христијаните. Како што во првиот век евреите ги убивале христијаните. Значи во апостолската црква. Дали христијани убивале евреи во првиот век? Не. Дали евреи убивале христијани? Да. Во вториот век, дали паганите убивале христијани? Да. Дали христијани убивале незнабожци, пагани? Не. Од страна на христијаните немало никакво наследство кон нивните непријатели. Туку имало што? Имало само љубов кон нивните непријатели. Како што Христос им заповедал. Љубете ги вашите непријатели, оние што ви прават зло. Оние што ви прогонуваат заради мене и моето име. И според Тертулијан, крвта на христијаните станала семе на христијанството.
нови и нови христијани се рекрутирале од самиот незнабожечки свет, затоа што гледајќи како гинат христијаните за својата вера, Светиот Дух во нивните срца распалувал таква љубов, восхит и вера и самите тие да го предадат својот живот на Исуса Христа. Значи, наместо да се намалуваат со овие крвави прогонства, христијаните и нивниот број се повеќе и повеќе расте. И тоа било голем проблем за Римската империја, за паганскиот свет. Ние ги убиваме, тие се повеќе и повеќе се множат. Ние ги убиваме, нив се повеќе и повеќе ги има. Некаде прочитав дека, тоа мислам дека беше во една од книгите на Звонимир Костич Палански. Веројатно тој го кажува изворот негов од каде го презел. Дека на почетокот на вториот век било доволно ако некој признае дека е христијанин или тврди за себе дека е христијанин, веднаш да биде осуден на смрт, значи пред паганските судови. Ако признаеш дека се христијанин, христијанка, тоа повлекува веднаш осуда. Значи, да се биде христијанин значило кривично дело. И се случувало, ако некој сакал да му напакости на некого, на некој свој комшија, и двајцата пагани, можело да го обвини пред властите дека овој е христијан. Така да го накодуши. Дори ако тој не бил. И тогаш што се случувало? Се случувало обвинетиот да биде изведен на суд и да биде испрашуван дали е христијан. Тој можел да одрекува, меѓутоа не му верувале. Значи, имало испитување. Вистинските христијани пак, тие не се срамеле, не се плашеле и кажувале дека се христијани. Затоа е ова период на маченичка црква. Маченички период. Меѓутоа, ако некој, како Нерон, ако некој сакал да убие некој своји непријатели, што не му се по волја, лесно било да ги обвини дека се христијани и потоа да ги убие. Дори ако тие не биле. И затоа се вели тука, еден со друг се убивале паганите, затоа што било згодно да обвиниш некој дека е христијанин, за да го убиеш. Бидејќи тоа било кривично дело да се биде христијанин. Самите христијани не убивале никого. Да, Иран исто така. Во Ирак имаме исто така злосторствата на исламската држава, која што ја се викам исламската секта на Ирак и Сирија, ИСИС. Да, од една друга секта наречена ЦИА формирана и така натаму. И денес мнозина гинат заради својата вера, а времето доаѓа, се стега обрачот и уште мнозина други и ќе гинат во годините што ни предстојат. Добро, толку беше. Мислам да има време за другите, ама ќе нема време. Ќе продолжиме со третиот и четвртиот печат од веќе следниот месец ќе му дојде.